Изборот во Куманово никогаш не бил полесен и пред да заокружат бројчето кое што сметаа дека треба да го води Куманово, нека си ги постават и нека си ги одговорат овие неколку прашања кои што јас би ги сега изнесол, а тоа е дали овие години, изминати 4 години, кумановци живеат подобро, дали кандидатот на СДСМ Максим Димитриевски може да понуди нешто поразлично од она што го направи изминатите 4 години и дали оваа опозицијска реторика која што имаше овие 20 дена ќе беше таква доколку Максим Димитриевски ја добиеше довербата од партијата СДСМ за која толку се бореше и ја посакуваше во предкампањскиот период. Да си ги постават и да си ги одговорат прашањата што може во Куманово да промени Оливер Илиевски, кој што во кампањата видовме дека е човек со сомнителен интелектуален капацитет, човек со сомнителна кариера во банкарскиот систем, човек кој што е неуспешен менаџер на водостопанство Куманово. Впрочем, тоа се информации кои што лесно се проверливи и граѓаните може да си ги проверат. Нека си ги постават овие прашања, нека го пронедат одговорот и нека ја донесат одлуката на 17. Куманово буквално е заробен град кој што СДСМ го користи како свој бастион за лично богатење. Од друга страна, го имаме кандидатот на ВМРО-ДПМН, Тони Михајловски, кој што има прекрасна програма, но она што како проект, најбитен проект што сакаме да го постигнеме во наредните 4 години, и како ВМРО-ДПМН, и како тим, и Тони Михајловски, и Елена Доцевска-Божиновска како носител, и кандидатите за советници, е Куманово повеќе да не биде бастион на ниту една политичка партија. Покажавме дека Тони Михајловски има сериозен тим позади него и дека како тим имаме желба и волја да ја освоиме власта во Куманово и после тоа во наредните 4 години буквално таа волја за подобро Куманово да експлодира и да покажеме дека Куманово и кумановци заслужуваат многу подобри услови за локален живот.